ова место е патриотско и врз основа на многу лаги во минатото, за жал лаги од страна и на ВМРО ДПМН, тоа можеме и ние да си го признаеме од некои си локални власти тука, меѓутоа и од страна на СДСМ, вие секогаш сте победувале со 3:1 на ова населено место и тоа е вака на вистина за почит. Меѓутоа мојата цел денеска тука да дојдам со овој човек до мене кој што воедно беше и долго се сеќавате министер за транспорт и врски во една претходна влада, човек кој што немаше дамка позади својата кариера и човек кој што секогаш кога ќе даде збор го одржува. Целта ми беше да дојдеме заедно овде, како и јас, така и он, ако се сеќавате, и во 2016 дојде, меѓутоа тогаш не успеавме да формираме влада, се договоривме нешто, меѓутоа не успеавме да формираме влада и затоа денеска е тука директно да поразговараме за вашите проблеми. Значи да не се задржуваме на останати теми, политички памфлети и слично, туку директно да поразговараме за вашите проблеми. Иако како што го познавам јас вашиот проблем, така добро го познава и подпредседателот на ВМРО ДПМН, детално, меѓутоа јас би му дал збор веднаш на подпредседателот, а потоа да преминеме на темата која што е. Добро, здраво подпредседател. Здраво живо на сите, фала ви што дојдовте. Јас не бегам од проблемите, дојдов да се соочам, се разбира со проблемот вие што го имате. Ако се сеќавате во 2016 година чинам беше кога Нино Тодоров беше тука носител. Ми повика еден ден во врска за овој проблем што го имате тука, не само тука, и на 2-3 населени места. Јас слова се обрзав да ги ставам во програма и ги стави во програма. Но за жал не направивме вала. Еве јас можам тука јавно да кажам дека ќе го ставиме сето ова што вие ќе го кажете во програма и ќе го направиме. Знам дека години и години не е направено и не е во ред од многу и локални функционери, но и представници од ВМРО ДПМН, но и од СДСМ, да не се реши проблемот. И на крајот проблемот ви останува вас тука, ние ќе замениме или повторно ќе дојдеме, но вие живеете со тоа секој ден. Јас немам многу да зборувам, би оставил вас вие да кажете повеќе. Јас се обврзувам дека оваа кампања неколку пати тоа ќе го спомнам, иако се работи за локален проблем, централната влада може да ги обезбеди средствата. Јас ве уверувам на првото формирање на влада дека ќе ги обезбедиме сите средства потребни за проект, бидејќи не знам дали има и готова проектна документација. Се сеќавам тогаш ми кажуваат доста луѓе дека има нешто, дека има некоја документација, но јас во министерство тогаш не ја добив. Ви кажувам отворено. Така да тој проект целосен треба да се направи, да се ревидира и тие средства да се обезбедат и се разбира потоа за градба. Независно кој е градоначалник тука, дали за година дена ќе се смени, јас знам дека ќе се смени тука градоначалникот, средствата мора да бидат обезбедени, иако се работи за централна програма, каде што не може да се ветат одделни улички и така натака, јас ќе ги ветам лично пред вас и ќе додам и после избори да видите дали тоа ќе се исполни. Не додав тука да ви се додворувам, ви го знам проблемот, знам дека имате проблем и реално да кажеме сите ние дека сме погрешиле. Може би јас не сум бил тука, но некои други дошле и вие сте го дале својот глас заради тоа, но затоа јас дојдов тука и јавно да го кажувам секој ден и ќе го отворам овој проблем дека не е решен и од локалната власт, но не само од сега, туку многу одамна, и дека ние како влада ќе ви помогнеме да се обезбедат сите тие средства и се разбира ако сака локалната власт да помогне. Ако не сака да помогне локалната власт, има и друг начин, ако не ќе види да се одземат ингеренција да се помогне овде во ова населено место. Јас сакам искрено да ви кажам, знам дека имате тежок проблем. Јас доаѓам од едно вакво слично место и таму ги има горе-доле истите проблеми, но колку толку се направени некои работи. Жалам, искрено ви кажувам, жалам што не е направено. Со право имате револт, но во 2016 година дојдов се сеќавам од Прилеп доваш точно тука, за да може да се обезбедат тие средства. Но еве, ќе го оставам и вие да кажете ваше мислење и слично. И вие да оцените на крај, и вие нормално сте интелигентни и паметни луѓе да оцените на крај дали ќе се разбира ќе не поверувате на нашиот збор, на нашето ветување што ќе ви го даеме за да го средиме овој проблем. Јас дојдов тука со камера да го кажам тука пред камера. Зутре да го има и повторно да дојдам тука кај вас заедно со Дарко. Дарко ќе биде пратеник во собранието и мора да се реши овој проблем. Повелете ако имате вие слободно прашања, коментари, забелешки. Може на секунда. Слободно. Да, пред фала ти многу. Пред било што да кажете, јас сакам да ви кажам лично дека ќе се обврзам како иден пратеник во собранието максимално да притиснам за овој проблем да се реши.
Тоа сум ви го кажал и како кандидат за градоначалник, не успеав да добиам мандат, меѓутоа сега известно дека ќе добиам мандат во собранието како пратеник и ве уверувам дека лично со цела сила ќе се обврзам за да се реши овој проблем. Тоа е лично од мене. Повелете сега да го прима нешто. Едно ќе ги кажам. Евото винаги префрова на градоначалникот на Чучер Сандево. Кај него има додено луѓе по 2-3 пати. Тоа едноставно ти кај мене не ме интересира да баре нема пари за пари. Не, знам. Како нема пари за пари, кога многу пари се дадени за барата. Никако да се реализира. Ое. Јас сум одека 82 година. Знам проблемот доволно добро, бидејќи сега... Зашто не сака едноставно да мрдне. Јованови не сака да мрдне за бара. Знам, причината е друга. Сега, знаете сите вие, свесни сте дека вие гласате во оваа општина и тоа е причината. Вака, ја ви кажам отворено. Кога сме ние го Знам, нема оправдување. Парите таму. Нема оправдување. Данокот таму го правдат. Нема оправдување и се сложувам со вас, но тој проект поминува фактички низ 2 населени места. Така. И треба да се добие согласност за тој проект од двете. Но ако ви кажувам дека централната власт, јас ви гарантирам дека ќе се направи. Не, па ти беше направи со Тодоров. Со Нинов, Јас тоа кон луѓето дека има готов проект. Нема готов проект. Јас ви кажувам има некој проект што тој треба целосно да се ревидира. Тој треба да добие градежна дозвола. Тој проект треба да има финансиска пресметка. Треба да се обезбедат средства и да се почне со работа. Ако некој дојде ако ви каже дека тоа ќе се направи за 1 месец, нема да се направи. Он донесе некој машина, почна со може сега се прави некој проект. Може би грешам. Може би некој сега прави проект, зборам целосно ревидиран со сите фази. Повеќе. Јас сум бивш председател на местна задница од оваа човечка бара. Сум бил лично кај градоначалникот Коце Трајановски. На господинот Дарко сум го елаборирал овој проблем. Коце Трајановски ми вети дека ќе се заложи во вториот мандат дека ќе биде 100% префрлена Чучер Сандево, документите ќе бидат, гласањето ќе биде во Чучер Сандево. Се збориме за гласањето? За гласање. Добро. Статусот. Јас сум бил во МВР, тогаш уште за време на ВМРО. Сум бил во МВР и во МВР ми рекоа мене луѓе, ние документите треба да добиеме дозвола за да ги префрлиме во Чучер Сандево. Ние не бараме да бидеме во Чучер Сандево или во Бутел. Ние бараме статус од нас да знаеме кај да дојдеме. Да дојдеме кај тебе или да дојдеме кај него. И сега, мереме маткале 4,5 години. 4,5 години човече да идеш од институција во институција, од таму чекај овде, чекај онде. Во општината Бутел, старата општина, што беше општинскиот првиот, што беше во старата општина. Кај Бараки. Кај Бараки. Таму сме биле. Господинот Диме не е тука. Маđarski? Не, маđarски. Од тука, Од тука. Кучевачка бара, Гроздан, јас. Стојан Петкуќовски сме биле кај градоначалникот Коце Трајановски и ми било ветувано вака. Коце вака ни рече. Јас рече ќе обезбедам средства од централната власт. Петре рече ќе обезбеди машини, а Јован ќе работи. Ништо од тоа брат да вратим ги. Ајде да ве прашам, кој први, сите што сте договориле супер. Кој го направи проектот? Направи ли некој проект? Проект има кај господинот Коце Трајановски. Тогаш има. Кај Јован Чучер Сандево. Не, дали е префрлен, тоа е друга работа. Сега, проектот јас сум го гледал лично пред него. На маса бил кај Коце Трајановски. Дали е предаден или не е предаден, тоа веќе не можам јас да кажам, тоа поминале 8 години, 9. Аха, добро. И сега, како можам тоа? Ние сме буквално овдека излажени. Колку чини може ми кажете? Молам? Согласно проектна документација има предмет пресметка, внатре колку чини? Колку чини? Грубо. Не можам сега да хипотетички да кажам, мислам тогаш сум знаел. Не, за да видам дали е реално, за да ве прошам. Не знам. Сега не можам да ви кажам, тоа 8 години, 9 има тогаш знам. Сега. Како? Не бра? Не, тоа е малце. Не, тоа не знам, сега не можам да калкулирам со цена, не можам. Сакам да знам дали има реален Документ, проектот стоеше кај Коце Трајановски на маса.
Тоа сум го видел, никој не може да ме убеди дека не. Тој го Стојан Патитовски е тука. Присутен е, заедно со него сме биле таму. Дека тој проект го има. Без не сакам да мислам. Сигурно ќе треба до проектирање на дај може да го има. Што ќе биде понатака и како ќе биде? Тоа не знам. И како ќе биде? Луѓето се многу огорчени овдека. Со право. Како ви кажам? Луѓето се многу. Јас сум не смел да ми било срам. Прво он ми рекол: "Абе драги, што направивте вие бе?" Знаеш како е? Знам. Непријатно се чувствувам. Знам, верувам, јас сум Минатиот пат, истиот истиот муабет го правевме со вас. Јас како председател на синдикат лично кај тебе сум бил у кабинет, ма не прими тоа. Те повика на состанок и не откачи. Не е точно. Не, ти си замина. Така е. Абе, како не е точно? Не е точно. Се треба да Мене прави. вака директно не сте се Не, со тебе не сме се виделе директно. Искочи Јас сум искрен човек и ти кажам секретарката искрено. твоја искочи и ни Вие кажа: преку мене не сте закажали. Единствено. Не. Види. Те молам те, послушам. Значи не можеш да ме наведиш за нешто. Не те набедувам. Јас те изслушам, така. Јас кога дознав за проблемот беше Не за овој така. Јас сум бил, јас сакав тогаш да ти го оперирам проблемот кај тебе, јас бил синдикат на Тоа се дошол за штрайковите, тоа е друго. така. Чекај, ти не ме дочека да ти докажам. Сега јас сакав и тогаш да те чепнам за работа. Али Слободно. не. И тогаш сакав да те чепнам, ама те повика на состанок и толку се заврши после видна А тој избори состанок бил за железница. за железница. Така. Добро, Така е, па сега ти не ме дочека да ти кажам. Ти од ме нападна. Не те нападам, него мислам. Ако не се види. Видно што видно тоа е видно така. И сега така се заврши. Луѓето се овдека огорчени од тој. И сега, што и да ни кажат? Со резерва го прифаќам. Со резерва го прифаќам. И јас со резерва ќе одам. Ако така треба. Ја до година ќе идам у пензија, не е само за мене, ја удрзам внучињата мои, за овие млади дечки што крчале, што биле ентузијасти за партија. Не е зависно од партијата. Проблемот е човечки, што ти во 21 век да немаш канализација. Ептење, било кое. Ова не може да бъде. Јас знам барем се многу повеќе. Не бе. Верувам. Има и други многу места каде што сме ветиле негде сме заборавили или слично. Проблемов е овде што се граничи со друга општина, таа општина не сака да чуе. Може да се седне, може да се реши. Добро. Само добра волја сака да се седне и ќе се реши. Еве вака. Ја нема да ви ветам чуда, но ќе ветам дека ќе помогнам максимално заедно со вас. И после избори ќе дојдам, веднаш ќе дојдам. Дали ќе сакаш после избори да ме примиш мене со некоја група? Он вика ќе дојде тука, не да уште поговори. Вред, ако нема проблем да дојде уште Запиши ми го вред 0732863. Добро. Ама не сте имали се, ако не се примам тоа ќе правиме. Добро, нема проблем. Ама да не биде за железница. Не за железница, остај ќе си идам у пензија ја до година. Окей. Железница, да. Разбрав и затоа и дојдов, инаку не би дошол. Тоа ти кажам, не. Јас дознав за овој проблем кој имаше тогаш. Тука избори, дојдов. Не формираме пак влада и се информира. Нема вина. Со Никола Тодоров истиот проблем. Овде малце повеќе. Исто ти го кажам. Јас тогаш веднаш се потрудив да се обезбедат средства, иако беше многу мал период. И пративме официјален допис за проектите, ние не добивме. Сега, слушајте, ако сум се во опозиција, јас денови ќе пробам да постоим. Јован го има. И на Јован ќе му се. За 2-3 дена ќе да дам и него ќе му се. Ако нема. За дали он сака да помогне, не знам. Да реагира, тој друга работа. Толку години е Јован тука. Многу сме изложени. Многу сме. Одимо таму, вие гласате во Буто. Нека ме Јован. Вие гласате во Буто. Меѓутоа парите од тука кај ќе да дојде? Уе, јас стварно ви благодарам што и покрај се вие ја гледате македонската линија на крајот. Меѓутоа јас како што ви кажав, не дојдовме тука веднаш да зборуваме за политика и слично, туку директно за проблемот. Значи, тој момент не ни интересира, иако не може да избегнеме еден момент што се случи во државата. Верувам дека сите сте свесни дека од сега полошо не било никогаш ни на економска гледна точка, ни на национална. Така да и тоа е вака суштински битно да се спомени. Затоа јас очекувам да добиеме поддршка, а човекот кој што е носител сигурно ќе има голема функција во идната влада и заеднички ќе гледаме да помогнеме за овој проблем тука. Така да
ако нема што друго, дојдовме тука, поразговаравме, дадовме збор дека максимално ќе се заложиме. Јас сум тука, постојано сум тука и во Кучевачка бара сум често, имам тука многу пријатели, така да ќе се гледаме почесто, ќе доаѓаме и во штабот, кој што каже министерот, здраве Боже, ако формираме влада, јас лично ќе го потсетам да дојдеме тука на уште еден состанок за да ја отпочнеме оваа работа, за да може да завршиме како што треба. На 15-ти, точно знаете и во општинава што се случува, и 200 вработувања, од кои 100 од тие не се македонци, не идат на работа, ни узурпираат земјиште на секој чекор, така да треба да си ја зачуваме Македонија, да го зачуваме Бутел овој пат и потоа да ги решаваме проблемите. Фала ви многу, да живее Македонија, да сте живи и здрави, да се гледам.